Ако викате нема да расти побрзо економијата, тоа не го очекувам од вас. Нема со викање не бидува тоа. Значи пред се, мојот став и на пратеничката група на ВМРО ДПМН е дека добро е да му се дава шанса на младите. Нема никаков проблем околу тоа. Меѓутоа, она што е многу симптоматично и она што прави сомнеш кај нас е, дали во овој сектор, каде што има најголем ризик и каде што има потреба од најповеќе познавање на водење на јавните финанси, на институциите, може кадар кој доаѓа од друга фела и со своите години животно искуство, ќе може да го работи тоа. Меѓутоа, ние ќе видиме, шанса е ве давате, затоа што нема потреба да не убедувате нас и граѓаните дека блеска економијата. Значи, тоа е предизвикот што треба новата министерка да го знае. Затоа што имаме факти и аргументи, не треба напамет да говориме. Кажувате нови работни места. Значи, лаги манипулации не се потребни во овој дел. Воопшто не се потребни. Затоа што скапи активни мерки во делот на бришење или додавање на нови работни места нема долгорочен одржлив раст, нема долгорочна одржливост на пазарот. Значи, единствено одржливо, знаете, креирање преку отварање на нови фабрики. И тоа, ке ве молам, не пишувате, напамет говорите, јас се плашам една бројка да кажам, а да не е точно, извадена од сајтот на Министерството. Значи, видете согласно растот на бруто домашниот производ во овој период. Секое ново работно место во овој период во кој вие сте на власт создава односно 470 евра месечно приход. Предходно било 870 евра. Направете ја математиката и кажете ни, излезете тука со податок. Имаме друг податок во врска со платите. Значи, доколку ги следите од 2006 до нашето заминување, тоа е стапката на раст секоја година од 5,5%. Во овие изминати 2 години е 3,5%. Значи, тоа се податоци. Не можете напамет да кажувате, излегувате се блеска. Тоа е економијата. Дополнително, имаме половина година. Сечната плата наместо да расте, бележи тренд на намалување. Нето платата се намалила од 25.000 од декември 2018 година, сега во јуни имаме пат од 2,3%. Тоа се податоци кои можете на сајтовите да ги најдете. Извозот и увозот, согласно официјалните податоци од тирзовите, од таму ги вадиме. Значи, мора да го кажете тоа на граѓаните. Имаме извозот во периодот раст од 18,67%, во исто време поголем раст на увозот 32%, нето извозот значително опаѓање. И има многу податоци кои ќе искористам времето во мојата дискусија, ќе бидете тука, се надевам за да ми одговорите, меѓутоа немојте со паушално. Ве молам.